Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија, добредојавте во редовното издание на емисијата Стадион. Денеска од студиото во Скопје, јас Толе Наумов, заедно со вас ќе бидам до 12 часот. Ќе зборуваме за дискриминација, или поточно како да ја спречиме и како да се заштитиме од дискриминација. Првиот наслов за првиот час, за првото интервју е Скопје Прайд, кој ќе се одржи на 21 јуни под мотото "Сите нека знаат". Ќе зборуваме за ЛГБТ заедницата со Славчо Димитров, истражувач и активист за човекови права. Слушате внимателно. Во вториот дел ќе можете да поставувате прашања на Facebook, на YouTube, заради тоа што ќе имаме гостин кој што работи токму на таа тема. Пријавување, представки, реагирање, активирање на институциите и испречување и заштита на тие што се дискриминирани. Слушате Стадион. Славчо Димитров. Скопје Прайд 2026. Сите нека знаат. Стадион, емисија за вашата вистина. Славчо Димитров го знаеме како активист за правата, за родова еднаквост, правата на ЛГБТ заедницата и така натаму. Славчо Димитров е двоен, дупл магистар и доктор на науки. Така. По тоа е, јас ама никаде не се подпишуваш, не те фатил трендот, магистрираш на врата ти пишува. Не, тоа ми е патетично малце. Знаењето се покажува на дело, а не со запишување на титулата каде и да. Магистратурите се во Македонија, Кембридж, Белград, доктората, така? Така. Кои се темите? Поврзани се со Првата магистратура, еднаквост, демократија? првата магистратура ми е филозофија со родови студии, втората ми е трансдисциплинарни родови студии во Кембридж и докторатот ми е трансдисциплинарни студии на современи уметности и медиуми во Белград на Сингидоном универзитетот. Во област на политичка филозофија ми е докторатот. Во област на политичката филозофија? Да. Па може да те користат и политичките партии. Па не сум сигурен дека ќе бидат среќни со тоа што ќе го слушнат. А добро, политичка филозофија, тоа е... Димитров, во трансдисциплинарни, значи од повеќе дисциплини, така? Така. Затоа што и новинарството беше интердисциплинарни студии по новинарство. Има сличност? Интердисциплинарноста во принцип сепак подразбира некаква јасна одвоеност на дисциплините, меѓутоа влезени во диалог. Тие што се трансдисциплинарни студии не тргнуваат почетно од нити една дисциплина, туку веќе комбинираат знаења кои што се продуцирани низ историјата на различни дисциплини. И пристапот е стартно од таа некоја мешовита измеѓу позиција која што проаѓа низ повеќе форми на знаење, за разлика од интердисциплинарноста. Политиката е најстара трансдисциплинарна дејност. Па, невозможно е постоењето во заедница и живењето во заедница без политика. Така да дури инсектите имаат своја политика како се организираат во социјалност. Што ти остави впечаток, сега е актуелно образованието, реформи, тоа е вечна тема. Кој ќе направиш компарација Македонија, магистратура Кембридж, Белград. Сега гледам повторно се актуализира тоа мерењето, ама за да не се изгубиме во таа шангајска листа, сега завчера беше промовирано мерење специјално само за Балканските универзитети или универзитетите од поранешна Југославија. Види, неспоредливи се сега овие што ми ги кажуваш, три ствари се неспоредливи. Македонското искуство не е споредливо со Кембридж воопшто, тоа е друга планета и друг универзум. Па бога ми не е споредливо нити со белградското искуство, барем сега тој универзитет на кој што јас бев е приватен универзитет, меѓутоа јас знам ситуацијата и на државниот универзитет како функционира во Белград. Прво, формата на знаење што ја добиваш е неспоредлива. Второ, можностите што ти се отворени во смисла на, прво и основно за секој што студира, барем некој што е на мастер, ма тој и за додипломски важи, ама особено за некој што е на мастер или на докторат,
пристапот до цела светска датабаза од списанија и научни трудови до кои што можеш да стигнеш. Дополнителните фондови кои што ги овозможува универзитетот за да можеш да патуваш и да го правиш истражувањето кое што ти е поврзано со тезата на која што работиш. Библиотечниот фонд што е на располагање. Научните истражувања се плаќа таму, обезбедени се. Обезбедуваат дополнителни мали стипендии за да, на пример, јас додека работев во Кембридж, работев теза која што беше поврзана со Југославија и со дополнителни фондови ми овозможија за истражувачкиот период да ми се платат патни трошоци и смештај во Белград во периодот од 2 недели додека работев таму на истражување на собирање на материјали. Можноста на огромен број на семинари, врвни научници и гости кои што доаѓаат постојано и држат предавања со кои што влегувате во диалог. Врвни научници кои што доаѓаат и со кои што ви даваат можност да разговарате во процесот на подготовка на својата теза, па да добиете дополнително мислење, дополнителни сугестии кои што може да ви дадете. Мислам, неспоредлива е ситуацијата на ниедно ниво. Ако и сега во Македонија кога очекуваат да објавуваат во врвни Импакт фактор, ама не треба сами да си го плаќат или сега треба да се промени нешто. Тоа доста е спорно, нема да навлегувам сега во тоа, да не забегуваме со темата, меѓутоа она што е клучно е дека за да побара такво нешто државата од научните работници, прво им треба да обезбеди фондови за истражувачка работа. И сега, тоа луѓето кои што го Институт за социополитички правни истражувања, знам дека правеа такви анализи, се бават со тоа и знаат кој е распоредот процентуално од буџетските средства за научно-истражувачка работа, компаративно во Македонија и другите земји, меѓутоа сите знаат и мали деца во Македонија тоа е незначително. И сега не можете вие да очекувате да постигнете сериозен, да креирате сериозен научно-истражувачки труд кој што ќе биде објавен во релевантно научно исписание ако при тоа немате пари. Да направите први базично теренско истражување во Македонија, а тек да земете сабатикал, да издвоите време во кое што нема да се бавите со настава, туку само ќе бидете посветени на истражувањето. Значи, мислам, тоа се стварно зашто зборуваме. Тоа со Југославија, што со Југославија поврзано беше? Те враќа назад во времето нешто, Тито, па да, беше поврзано со Тито, со слетовите, прославите на денот на штафетата кој 25 мај кој му дава. Да, во тој период од некои 5 декади и низ феминистичка перспектива читање. Социализмот беше ригиден, затоа што има една поригиден за вашата заедница бил комунизмот, отколку сега некако се вртат сега тие социјалдемократите се полиберални од аспект на политичка филозофија. Тоа е малце не е точна таа теза целосно. Но ти кај Тито во СФР имаше забрани, меѓутоа не секаде, во Словенија беше полиберален законскиот правниот Како што се беше различно во Југославија во различните земји, за многу прашања постоја големи разлики од економскиот развој па до отвореноста. Не сум сигурен за тоа, ама видите, во однос на родовата еднаквост и феминичката перспектива Југославија предничи од позвоениот период во однос на земји како што се Швајцарија, за Америка денес да не зборуваме. Значи Америка е уште декади наназад од тоа што Југославија го имаше овозможено и законски и преку конкретни политики во однос на родовата еднаквост и еманципација на жените. Тој проблем, тој проект да. Ние имаме легализација на абортус крајот на 40-тите години. Вие имате во Швајцарија, тоа се случува тек во 78 или 80-тите, па или можеби и подоцна. Тие биле поригидни, поконзервативни во однос на СФР. И како во однос на родовата еднаквост. Точно е дека машката хомосексуалност беше криминализирана во Југославија, меѓутоа сега објави една извонредна книга од неговиот прв и уникатен таков опсежен докторски труд Франко Дота, истражувач историчар од Хрватска, кој што на ниво на цела Југославија правеше анализа на судските постапки и на други архивски материјали за тоа каков е третманот на хомосексуалноста, политичкиот и правниот и судскиот третман и ситуацијата ако ја споредите со она што се случува со прогон на хомосексуалци, например, во Велика Британија, во Германија, во поствоените периоди, Југославија повторно
има по-благи казни и помал број на наказнување во споредба со западноевропските земји. Попитома средина била Така за... да, тоа е, затоа ви викам, затоа е спорен малце тој аргумент, затоа што се користи во една линија на историски ревизионизам во кој што од денешна позиција го оцрнуваме мрачниот социјализам, демека капиталистичкиве западни земји беа нешто подобри. Не е подобро. Земете ја денеска Америка. Па и не денески, и пред 10 години. Во однос на права на жените, они немаат воопшто базичен корпус на права што го имаше во Југославија од 50-тите години па натаму во останатите 4 декади кои што Ја имаат они таа Истанбулска конвенција или како се тоа е, не, тоа не ги опфаќа нив, меѓутоа они немаат породилно, немаат јасли, градинки, здравствени покривања, значи сите тие права кои што на жените беа обезбедени во Југославија се и затоа вие денеска имате многу истражувачи од Западот кои што се бават со југословенскиот период затоа што се во шок кога сваќаат какви еманципаторски експерименти и обидимо. Сега, тоа не е идеализирање, да бидеме на чисто. Тој проект е исто прилично голем. Меѓутоа, ако го споредиме со денеска, па не би рекол дека денеска сме на Ма тоа не важи за Сталин, за Не. За Јас зборувам стрикно за југословенскиот социјализам. Југославија не беше дел од блокот на студената војна и од 48 од судирот конфликтот на Тито со Сталин, таа ситуација е драстично различна. И тоа мораме да бидеме најасно. Југославија не може да се поизедначува со тоталитарните форми на социјализам, на комунизам кои што постоја во СССРовскиот блок, особено под руското влијание. Знаете дека професорот Марјановиќ едно од главните прашања му беше токму тоа, низ примерот, користеше терминот во законот, го имаше педерастија, и го користеше примерот со Словенија. А кај ќе го сториш, кај ќе те судат? Многу и он беше еден од главните борци за укинување на тие ограничувања и на вербалниот деликт беше он исто. Па да, он го преведе еден од најзначајните хомосексуални писатели на 20-тиот век, Марсел Прусте, преводот во потрага по заговореното време на професорот Марјановиќ од француски. И е фантастичен превод, не споредлив со ништо. А меѓутоа да, Словенија е прва која што го почна обранот на декриминализација на машката хомосексуалност во Југославија. Словенија, Хрватска, Војводина, па потоа следуваат другите, Македонија, Србија се последните. Македонија декриминализира во 1996 и тоа не под било каков притисок или демократска иницијатива, туку поради тоа што беше услов за влезот во Советот на Европа. И едноставно беше преку ноќ молчаливо направена таа промена, бидејќи беше услов барање за членството во Совет на Европа. 96-та, значи да потсетам. Не е за време на Југославија. Тука е во време на независна демократска. Тоа е Црвенковски беше премиер, така? Вајда, да, не знам, тоа не се... 98 Георгиевски. Димитров, за фестивалот, сега сте активни, вие сте поактивни дури од опозицијата последно време се. Опозицијата не постои во Македонија. Имате викенд, Прайд викенд, имате платформа перформанс, имате многу теоретичари кои што држат предавања, тука имате изложби, имате други јавни перформанси. Задоволени си од посетата од... Дали се шири или сето тоа го сваќаат како педерска работа, извини вака сега. Зависи каде. Каква е публиката? Затоа што дали гледаат уметност, мене ми пречи кога се делат тие работи. И вие влегувате во таква замка. Ние го правиме и сте размислувале сигурно на таа тема. Видете, секој има специализација, знаење, познавање за различни области. И сега, не може сите све да прават. Некој ја следи сцената поврзана со современа уметност, со перформанс уметност, со современ танц, посебно кај што се бават со одредени теми и прашања и знае да процени, да направи селекција и да донесе врвна продукција во Македонија. Во Македонија никој не представува перформанс уметност и современ танц освен Локомотива, организацијата и нешто танц фестивалот на Рисима Ресимкин, ја немате. Меѓутоа, ние сме единствениот фестивал кој што представува современа врвна уметничка пракса од област на перформанс уметноста. Сега тоа не може секој да го прави. Некој знае, некој се бави со тоа. И затоа имаме извонредна програма за која што коментираат на меѓународно ниво. Фестивалот се случува
14 години, 11 години во овој формат во кој што носиме врвни уметници на светско ниво и носиме теоретичари, истражувачи кои што се едни од најуважените имиња, барем во областа на квир теоријата, феминичка теорија и критичка теорија, кои што доаѓаат во Македонија и тоа некој треба да го уважи. Ова што го споменуваш ти, точно, каде од професионалната да не се сваќа како меѓутоа ние носиме уметност која што има доста радикален политички набој во себе. Столевски е од вашата заедница, меѓутоа изворен режисерија на пример. Да, па ние го и јас го гледам како режисер, ама тука доаѓате во таа замка да ве гледа, прво да го гледа како дел од вашата заедница, после тоа како тоа ние не доаѓаме во нашата замка, во таа замка паѓа хомофобичниот тум. Нема во јавноста ве нема доволно, тоа сакав исто да ви го кажам. Видете, ние имаме публика повеќе од 80% од фестивалите и културната програма во државата на нашиот фестивал. Значи ние имаме фул публика на секој перформанс и на секој настан. Така да треба да размислат институциите во културата и другите што работат култура неутрално и универзално, а не квир, односно не педерска култура, да размислат што они продуцираат и колку релевантно и каква публика имаат изградено. Бидејќи на перформанс да ви дојдат 200 луѓе во Македонија или на современ танц, на предавање на теоретичар да ви дојдат 150 луѓе, а при тоа споредете во институциите кои носат предавач колку имаат публика. 10 луѓе не можат да соберат. И сега да зборуваме кој носи релевантна содржина и кој знае да граде публика. Тоа што некој игнорантен и со хомофобичната перспектива прво што прецепираат педерите, а тоа ги спречува да прецепираат дали ова квалитетна содржина, што придонесува воопшто за знаењето, што допридонесува за развојот на уметноста и кои се тие содржини. Ние носиме уметници за кои што има монографии пишувано на светско ниво, кои што имаат изложувано и изведувано во најголемите институции во областа на уметност на светско ниво и на најзначајните фестивали кои ќе ги добиваат престижните награди. Како што годинава имавме перформанс на 2 бразилски изведувачки кои што преклани на импулс тац на големиот танц фестивал за современ танц во Европа ја зедоа гран при наградата за кореографи. И сега споредете го тоа со овие другиве професионалци со држината што даваат. Тоа култура го препозна, конкурирате нешто за тие програми нивни за финансирање? Финансирањето е со многу ограничени фондови, од повеќе донатори добиваат помали држава култура, дали некоја дали со Министерството за култура и едино на нашиот фестивал и на прво женско феминичкиот фестивал даде 0 денари. Имаме јасна културна политика, односно јасна политика која што е хомофобична и мизогина политика на оваа влада и тоа е јасен знак што ни го кажаа првиот ден кога дојдоа на власт. И јас повеќе немам намера да трошам енергија да објаснувам на некој кој што има 0 знаење, као на пример Љутков. Стварно не ме интересира. Ние имаме изградено публика, имаме изградено критична маса која што е желна да гледа одредени содржини. Ние го носиме Джек Халберстам. Джек Халберстам кој што предава на Колумбија University, кој што позади себе има книги кои што направија тектонски поместувања во областа на квир теоријата, феминичка теорија, критичка теорија и теорија на уметност и историја на уметност. Име кое што импакт фактор, нека гледаат колку е цитирана, колку овие наши везналици од универзитетот се цитирани. И сега јас ке чекам Љутков да свати зашто зборувам јас овде, кој носиме ние на овој фестивал. Зборувам за тактика, ако пишете содржина само можеби ќе ви дадат пари. Они бегаат како не разбирате што сакам да. Таа игра ја завршивме многу одамна. Па сега што? Мислат они дека ќе дали ќе ве одбијат ако знаат кој сте, ако барате на пример филм за историјата на тие не им го даваме. Значи не е битно ни содржина. Никој нема нити во јавност да ме нападне ако ние никогаш не кажеме дека сме геи. Ама зашто нема врска? Како нема врска? Па ја гледам. Сега јас ќе се враќам кој си него, што правиш и што е твојот резултат кој? Да, ама знаете како, историјата и во теоријата, во социјалните науки, во хуманистиката и во политиката воопшто ја наднина таа фаза у која што ние глумиме дека постојат неутрални универзални категории, дека ние зборуваме за универзални човечки проблеми. Па извинете, не се универзални човечки проблеми на црнецот во Америка и на белиот холанѓанец во Амстердам. Не е универзален човечки проблем на некој што со векови бил под робство и кој што се уште живее под неформална сегрегација во Америка, во која што расизмот го имате на ента ниво.
Не е универзален човечки проблем, не е универзално искуство, не се универзални емоциите, не се универзални траумите што се пренесуваат генерацијски. Не е универзално искуството на еден стрейт маж во Македонија и искуството на еден геј дечко или на една транс жена од Македонија. Бидејќи секојдневното искуство 24 сати кое што е проживеано е сосема различно. Во образованието ве бришат. Во образованието последната година тоа беше еден од првите Имаше секори на оваа дебати за власт. родовите студии, тоа е се со Па да, тоа реформите. имаше тоа е повторно под влијание на стариот добар мизогин и хомофоб од плакарот Антонио Милошевски, кој што првата ствар што ја направи кога дојде на власт се фати со неговите стари обсесии, жените и педерите. И влезе во брачна постела со антиродовите движења кои што малите деца знаат дека се авторитарни фашистички структури. Така наречена коалиција за заштита божемски на децата, кои што ништо не прават за да ги заштитат на деца, освен што шират хомофобија, И трансфобија на и национализам и семејството. Условно, родителскиот фронт, тоа се истите луѓе кои што ги палеа маските и пцуеа против докторите на јавни протести за време на короната, кои што ширеа паники дека постои 5G, труење од небото и не знам што, кои што ширеа паники против ковид кога луѓе умираа на постели и докторите се убиваа од работа за да спасат колку можат со капацитетите и ресурсите што ги имат. Тоа се луѓето кои што го слават Трамп, кои што го слават Путин и кои што го слават Ердоган и Орбан. Тоа се луѓето кои што искачаат на протести и поддршка на Путин и тоа се луѓето кои што се сликаа и одеа во емисии со убиецот на малото девојче од проруската партија. Тоа е профилот на луѓето со кои што Антонио Милошевски е влезен во кревети кои што успеаат да издействуваат сите законски решенија кои што постоje и политиките во образованието кои што ја адресираа родовата еднаквост и недискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет да бидат избришани од овие места. Тоа се случи во првите 6 месеци од доаѓањето на ВМРО на власт, бидејќи нели се друго решие во државата. Ори со црквата не стои. Кај вас има ли верници или вие сте неверници, што сте ви атеисти? Лаици, агностици. Има помеѓу ЛГБТ популацијата голем број на луѓе кои што си се верници. И затоа можеби црквата, односно овие дрек кралици во црни халини што шетаат и сеат омрза, треба да се прашаат што прават за тие верници кои што одат во црква, кои што се дел од ЛГБТ популацијата. Како ги гледаат, како ги осветуваат и како им ги земаат парите во црква? Нема Господ е за сите. Па ама не за црквата. И сигурно не за Јаков. Не може да ве одбијат и тоа јавно го имат, ја го имам прашено, сите се исти за мене без разлика. А не е точно. Јаков посветено работи во последните години, тој човек излегна од некоја си дупка, да не спекулирам пори тоа што никој нема увид во Елуса фондацијата што он ја води во Струмица, од каде им доаѓаат парите и со кои пари работат, иако на меѓународно ниво се знае таа циркулација на пари, на овие нови прорадикално продесничарски движења кои што работат против еднаквоста на жените, против ЛГБТ популацијата, против мигрантите и така натаму. Се знае како циркулираат тие пари, преку кои религиозни и кои десничарски профитери циркулираат парите од кои земји. Меѓутоа, кај нас ке ве молам, кога црквата искачаат заедно, се обединуваат сите цркви во Македонија единствено кога треба да излегнат со некое соопштение против ЛГБТ и заедницата. И ИВЗ, и МПЦ, и евангелисти, и методисти, И католици. и католиците. Они едино тога се обединуваат. Не им е срам. Значи тоа ще Не се обединуваат, извинете, не се обединуваат МПЦ во моментот во Македонија е најголемиот поседник на имот. За вас тоа звучи нормално? МПЦ во моментов, ако јас се сеќавам, градат имат нивен простор пред ГТЦ. Со денационализацијата, од феудализмот што има испокрадено и исцрпено земја, па после ги денационализира и они сега се жалат. Ама после се чудиш зошто не ве сакаат вака кога зборувате, треба. Извинете. Кај вас има верници се, не? Ама верниците се едно. МПЦ е организација која што не плаќа никаков данок, сите ние плаќаме данок. Во оваа држава јас плаќам данок, а во оваа држава моите права не се уважени. Има и поинакви системи, на пример во Не. во Хрватска, во Шведска. Не би, окей. Плаќаме данок за да може да земат плата верските водачи. Ама МПЦ може да прави профити, ама не смее да плаќа данок.
Може да поседува пола држава, еве, искочија ИРЛ има истражување со точна пресметка. Колкава е вредноста на МПЦ имотот што го поседува и колкав процентот низ територијата на целата земја. Па тоа е бизнис, мафијашка има структура. историска димензија, одржување, очување на идентитетот и малку по-чувствителни сме и новинари, Да. и општеството воопшто. Ама зашто не помогнат со тие пари на сиромашните луѓе? Зашто не помогнат на децата кои што се без родители? А организираа кујни нешто право. Ма какви кујни, па тоа е зезанција сега. Зборуваме за сериозна подршка, нека изградат домови за деца, нека изградат други домови за социјалните случаи. Сакаат од крајност да ја прикажат дека сме ние заканата за народот и за државата. обнова на нацијата, на човештвото, против семејството, против многодетноста. Тоа е во едни такви ножици. Влеговте дека сте вие против семејството и дека вие сте антиприродни. Така ли беше? Да, тоа е нивниот аргумент. Види, тоа е првина на радикална неписменост, поради тоа што треба да знаете што се случува во природата за да лупетате такви глупости. Не е природно тоа вие што го правите. Така ви. Па, може би треба да видат дека она што они го прават во суштина не е природно. И јас не сум видел во природата организирана религија. Вие сте виделе? Во природата. Аха. Сте виделе кучиња, сте виделе да одат во црква да се молат. Добра, ама екипирање, глутници, Сте виделе, има стотици видови кои што практикуваат хомосексуални односи. Не постои нити еден вид кој што практикува религија. Кој е неприроден овде? Во природата мнозинството видови се интерсексуални, го менуваат полот по неколку пати, некои дури по неколку пати во текот на денот го менуваат полот. Тоа е дел од природата. За која природа зборуваме? Многу работи не да објасните и остана и од ваша страна. Ние постојано прашањето е кој сака да слуша. Знаете тоа како се вика во теоријата? Хетеронормативна агнотологија. Односно правењето дека не знаеме и не разбираме, односно одбивањето да слушнеме да разбереме. Премногу гнев и од едната и од другата страна во одредени моменти се Извинете, случува. дали се они Кога тепани... има емоции, нема... Не, извинете. Оваа е приказка маскулинистичка. Хистеричните жени, црнци, педерите, лесбејките кои што се бесни. Дали е некој во Македонија тепан мнозински у континуитет и секојдневно напаѓан дека не е човек, дека не треба да постои, дека треба да исчезнат, дека треба да им се одземат правата поради тоа што е хетеросексуалец? На верска основа имало такви. Кои христијаните? Не, меѓуверски. Се Не, тепале на меѓуверски се времето и тепаат, војувале. не, ама тоа не е, јас зборувам за системска, структурна дискриминација и политика. А не тоа што се собрале фанатици, луди и се тепаат меѓу себе, поради тоа што некој со децении ги потпалува, за да гради политички кариери и профит. Имаме на площад, имаме во центар, Имаме ние од 90 ги знаеме ситуациите што се случува. Нема врска ни со ЛГБТ, ни со... Да, меѓутоа не одат на улица педерите и стрейтерите да се тепаат, така да не ви е соодветен примерот. Како се живее овие 35 години? Има растежи падови за вас или таман ќе помислите дека нешто се нормализира? Ама не е проблемот за Македонија. Не, тоа е ситуацијата генерално, на глобално... Тоа е суверенизам, тоа е традиционализам, враќање кон семејството, тоа се маски за кои што се кријат кризите на капитализмот. Вие да знаете што еве некои иронии да споменам, парадокси. Цело време вие користите, еве сега да ги прочитам само. Главно мото оваа година ќе биде на парадата на горноста, сите нека знаат. Спектакуларно непослушни беше порано. Горди и гласни. Некако ВМРО-вски ми ова, они многу често користат терминот гордост, достоинство, Да, главата горе. Каде одите со тоа. Да, со тоа што, знаете, јас не можам да, пошто не сум дел од одборот кој што ја организира парадата, меѓутоа ја знам прилично добро ситуацијата. Така да ќе се осудам да коментирам околу тоа. Разликата клучна во тоа што едните се доминантна сила во државата, а другите се најисклучената популација во државата. И сега, да бидете горд со што? Со тоа што 40 години сте на власт во државата, со мали падови и повторно враќање. На тоа сте горди? Да сте цело време привилегираниот субјект во државата? Ако се горди ЛГБТ луѓето, се горди заради тоа што успеваат да преживеат на секојдневно ниво со омразата, исклучувањето и негирањето на нивното постоење на секојдневна основа, да не зборувам за насилството кое што го живеат секојдневно. И тука има основ за гордост.
Ама да бидете горди затоа што сте од 91 навака у оваа или онаа формација на власт е навистина смешка. Знаете во која насока им беше мене прашањето? Чудни работи е припадници на вашата заедница. Лидери на партии. Значи, Ги имате Сара, многу во ВМРО-ското AfD. членство, да. Еве да ја расшириме во Германија. Веќе водечка партија ЕФД, Сара. Нејзините програмски определби се многу ригидни кон вас, кон мигрантите. Тоа лицемерие мене не ми е, или само тоа е политика да се искористи, популизам да се искористи моментот да се набилда ритмикот, а после Сара ќе се врати во нормалата. Да, види. Одеднав во право Нејзината партнерка е исто лесбејка и е мигрантка. Добро, ја имате Брнабич во Србија, не треба да одиме подалеку. Кој што е Ама лесбејка, кој што има партнерка, сега Има и разведени, дете, кој што да. има дете со партнерката. Тоа е позитивно тогаш. Па Ама зависи. Брнабич дали се спротивставува на наративот генерален во... Не. Она треба да биде пример и треба позитивно да влие. Знаете како? Да бидете геи, да бидете жена, да бидете црнец или да бидете дел од кој да било маргинализирана и исклучена група, не нужно отвара можност, точно, отвара поголема можност и потенцијал од оние што се на привилегираната позиција, но не нужно подразбира каква ќе имате политичка идеологија. Сега, за нас клучното прашање не е само дали некој е припадник на заедницата. Ние се бавиме со политика. Не она партиска гласање, секојдневна политика. Не, суштински се бавиме со политика. Да се бавите со политика значи да имате јасно профилирање по однос на серија прашања кои што го засегаат колективното живење, како ги уредуваме односите, која е идеолошката позиција, кои се нашите верувања, кои се нашите вредности и така натаму. И не нужно, вие имате, ние ги имавме ВМРО 11 години претходно на власт. Па сега јас нема да аутирам никој, но вие имате во врвот на ВМРО имате серија на хомосексуалци кои што посветено работеа на хомофобична политика и пропаганда. Сакам да ви кажам, клучното прашање е каква политичка артикулација ќе изградите од сопствената маргинализирана позиција. Дали ќе сакате да се асимилирате и да станете дел од јатото кое што ве опресира и на тој начин да го продолжите премолчувањето за да влезете во некаква лажна фантазматска удобност, или од тоа искуство проживеано на исклучување на опресија ќе изградите политичка позиција која што се бори за еднаквост, за праведно општество, за недискриминација на сите и за отварање на можности на сите луѓе подеднакво. Ние стоиме на втората позиција. Вие имате и жени кои што се против абортусот, кои што се против па денеска вие погледнете ситуацијата, ги споменувате на глобално ниво конзервативните сили. Погледнете го трендот. Еве околу Трамп. Оние мали сладки плавуши кои што сега им се гласни и гласноговорнички, на Кирк, онаа жена му која што е главна, тоа се жени кои што се лагаат повторно, тоа не е нова ситуација, тоа го имаше во времето повторно на Make America Great Again и во реганистичката ера и така натаму, во кои што вие ги имавте, како се викаше на ШШ исто, што ја имаше таа коалиција за заштита на децата, што вие нашиве ја копираат, што мислат дека нешто иновирале, што го правиш исто во 70-ти години. Ви имате жени кои што се залагаат за нееднаквост на жените во семејството, кои што тврдат дека жената треба да седи дома да чисти, да раѓа, да се грижи за кујната, а мажот треба да оди надвор да работи и да учествува. Што вика, не нужно ако има една особа вагина, значи дека ќе биде феминистка. Тоа е прашање на политичка артикулација. Пусто турско ќе испадне позитивен термин сега така. Не, Што е тоа страв? Луѓето велат чекај, па тоа беше прво се знаеше кој е кој, што е што. Па, да, знаете како, ама Вие им ги измешавте лончињата. Сега да ме враќаш на клучна позиција у Ќе рече историјата некој традиција што пред 200 години ги тепале жените, на тоа треба да се вратиме. Немало да гласат жените Па ако они било се така. враќаат, сакаат да се вратат сега на тоа. Не го гледам. Има тука малку. Вие можеби си го поставувате прашање со видливост ги многу си- претерувате некој. Ние претеруваме. Не да претерувате во смисла дека не треба да го правите тоа, него како го правите, ме разбирате? Што сакам да ви кажам, да они сте слушнале, што сакат нека прават, они се рамноправни, ама нека не се рекламираат, нека не ни прават Стварно. пропаганда. А јас сум должен да ги гледам сите ваши свадби на телевизија и медиуми. Добар одговор.
Должен сум. Дали сум должен да ве гледам на сите реклами мама, тато и децата и мама како пере детергент за да рекламирате? Дали сум должен да ве гледам на сите реклами како се бакнувате и искачувате, се држите за рачици на една обична реклама за пиво? Држете се и вие по дома, па тогаш ние тук ќе се држиме исто по дома. Или жена убава во купачи костим рекламира фрижидер, например. Така да малце е лицемерен тој аргумент, нека остана дома, останете и вие дома, па тогаш ќе зборуваме. Воспротивно, во старт, по дефолт, предпоставката е нееднаква. А за ова очајание што го спомнавте за потрагата по сигурните темели и се знаеше што е едно време, се знаеше што, се знае во општества кои што се хиерархизирани. Тоа подразбира тоа барање. Но знаете како ме враќате на политичка филозофија на еден клучен момент. Клод Лефорт, еден клучен француски политички филозоф и теоретичар и на демократијата и критичар на тоталитаризмот, еден од најзначајните филозофи кои што пишува за овие системи, заедно со Хана Арент, претходно пред него и така натаму. Вели, кога настанува демократијата? Кога се изгубени сите параметри на сигурност. Тоа е клучната дефиниција на демократијата. Кога настанува со демократските револуции? Не постои монарх. Не постои монарх кој што се легитимира дека Господ еднаш за секогаш го одредил него да владее. Легитимизацијата настанува на 4 години. И таа е секогаш несигурна. Така да и овие носталгичарите кои што мислат ќе плачат и ќе кукаат ги изгубивме правата, луѓе, ништо не е загарантирано никогаш. Борбата е постојана, а сите овие кои што пак трагаат по старите добри системи на сигурност се едноставно мали скриени фашисти. До крај да отидеме, гледав еден градоначелник од некој српски град во внатрешноста, вели на новинарката одговара, паѓа наталитетот. Знаете ли зошто паѓа, вели? Заради вас, вика, лесбејките, педерите. А не паѓа поради Вие го напаѓате мојот советник, ја напаѓате мојата советничка и не раѓаат деца. На тоа одговор уште преска се обидовме да... Многу е страшна таа работа. Предпоставувам дека ради педерите Тој одговор сте го слушате, сте го... Предпоставувам дека поради педерите, лесбејките и младите заминуваат од државата. Ама има и обратно. Вие заради тоа што правата не ви се тука овозможени, и тоа е исто така основ за бегање на вашата популација. Ако така Тоа е точно, меѓутоа не бега... Не можете тука да воспоставите 600-700 илјади млади во последната декада заминати од Македонија, не се сите хомосексуалци. Не бегаат од вас. Зашто не останат да направат деца? Што им понуди државата? Што им понуди? Каков систем? Кои да ви вокочени да ви останат? Вокочени ли да останат 60 и кусур луѓе што изгореа живи и што се прават сите наудрени? 63. Вокочен и за пожарот да не сме криви педерите. Уште тоа. Кажете ми кој е одговорен? Зашто да остануваат? Ради нас останува, ради нас нема наталитет. Па знаете како, ќе ви кажам многу проста секојдневна ситуација. Пред неполна година дена огласив на Facebook, има една страна Дај не фрлај. Во која што луѓе од дома што имаат старо парче мебел и така натаму, го гласуваат за да не го продадат на некој што му треба. И јас имав старо парче кауч кое што сакав да не го фрлам, викам ајде можеме некој му треба, ако сака некој да се пријави. Јас само што го објавив во рок на 5 минути во инбокс на Facebook ми стигнаа 80 пораки. Луѓе кои што сите што ми пишаа беа што толку влезени во брак, од кои што ми пишуваа немаме кревет на кој што да спиеме со сопругата и детето. И сега кажете ми, јас педерот што им го дадов мојот кауч, сум крив и този и морав одма брзо да ја избришам поради тоа што веднаш дадов на некој, пошто ми стана непријатно и траорно што се изначита во пораките што ги добивав. И сега, тие луѓе немаат кауч на кој што да спијат, направиле фамилија, сега имаат дете кој што немаат кај да го легнат. И се криви педерите и лесбејките во оваа држава. Па, извинете, ама јас сериозно мислам дека луѓето не се глупи за да уште паѓаат на тој аргумент. Видете, точно е дека во моментов е проблем ситуацијава со Бугарија, меѓутоа ние не можеме као држава се правиме дека свет друго исполнивме, бугарите ни останаа проблем.
Што направивме за водење на правото? Што Со направивме бугарите соработувате ли се? Еве така да ве прашам, имате ли проблеми со нив? Или вие не ги поставувате Не, тие јас прашања? бев пред 2 месеци во Бугарија, имав предавање, бев поканет. Како од македонец те организација, гледаат, како- Како македонец бев поканет. Соработуваме и со грците. Изгледа само политичарите имаат проблеми, ја не знам, и ние новинарите така немаме, кој ќе се видиме. Ние немаме таков проблем, имаме одлична соработка. Околу дискриминацијата, во представките има, често тоа го читав, да се случува, не само ромите, туку и припадници на ЛГБТ заедницата, да имаат проблем, кој треба да остварат право за работен однос. Истражуваат, гледаат, препознаваат што се случува. Ја не го... Сте имале такви последните Знаете години како конкретни примери? проблемот се случува што државата и различните министерства и институции во главно многу малку водат официјално статистики околу овие прашања, а треба они да ги водат. Она што се води како статистика Ама и има конкретни представки, мислам дека имаше жалби порано. Не, има тоа сега да кажам. А она што го прават е спорадично, не систематско е, невладините организации документираат случаи, примаат или поднесуваат представки, нешто оди во комисијата за заштита од дискриминација, меѓутоа немате систематско за да ни дадат јасен увид во ситуацијата. Вториот проблем е што многу малку луѓе се охрабруваат да пријават. Сега видите, ако на пример еве ја направите споредбата колку представки добила комисијата за заштита од дискриминација минатата година, за дискриминација врз основна сексуална ориентација или родов идентитет, и она што кај нас го пријавиле ко организација за документирање на случаи на насилство или дискриминација, се тотално с размерот е некомпатибилен. Ако ние сме имале 80 регистрирани случаи минатата година, во комисијата лани 5 случаи имале. Значи луѓето не се осудуваат да пријавуваат. И се прашуваат што на крај ќе се случи. Каков ефект ќе добијат, освен тоа што ќе ризикуваат да бидат изложени на виктимизација, односно второстепена двојна дискриминација, да се изложат пред најблиските, да се изложат во работната средина, во пошироката социјална средина, особено во помалите градови, каде што е секогаш, знаете, најстрашна ситуацијата. Стигматизацијата е уште. Стигмата е страшна таму. The only gay in the village. Сите знаат кој е геј во градот и е подложен до животно. Не зборам за политиките, на партиите. тој- Генерално кај луѓето не е толку страшно сега некој да каже дека е Па видите, 80% од македонците се изјасниле дека не сакаат да имаат сосед кој што е припадник на ЛГБТ заедницата. А речиси 90% беше кои што не ја оправдуваат. Сега кои се тие луѓе кои што се прогресивни за кои што ми зборувате? а може би со погрешни луѓе се, со вистински Може би луѓе ти се вистински дружиш со луѓе. вистински луѓе. Да. Не е толку порано, беше на прва веднаш одма сега. Интересно е дека последното такво истражување што го извадија МЦМС, кои што МЦМС. правеа низ годиниве ги прават, покажаа дури пораст на некои од тие бројки во последниве години. Кај младите? А кај младите исто така се особено загрижувачки тенденции. Тоа мене не ми се верува. Два дигитална Истражувањата кои што ги Z правиш- генерација таа е Истражувањата со кои што омрза ги правеше последно, ја мислам дека беше пред едно 3 години кои што го гледав, на Фридрих Еберт со Институт за социополитички правни истражувања покажуваат кај младите исклучително патриархални ставови и огромен процент кои што копнеат по авторитарен лидер. Ево овие компјутерски дигитални Z генерација. Z генерациите Мене не ми се се- веруваат и тие Имаме А и интернетот? генерации многу прогресивни млади луѓе кои што прават промени, кои што се многу поотворени, кои што не проаѓаат низ старите агониш низ кои што ние проаѓавме. Меѓутоа, процентите, она што го покажуваат статистиките се А загрижувачки. еве, мацама се гојам тоа 61% од испитаниците би биле застравени доколку член од нивното семејство е геј или лесбијка. Ова со соседите е точно. Има ли кај вас нека позитивна дискриминација која треба вие да одлучувате кого да вработите од вашата заедница да има предност? Во нашата организација да одлучуваме кој ќе Генерално, ако бидете на позиција да не зборам само за Македонија, генерално тоа и исто така едно наметнато поимање на вашата заедница. Демек, вие се држите, вие сте као масони. Па ме ова се хомофобични тропи од 1930. Знам, заради тоа прашувам. Од 1930 година или ајде да не претерувам од Мекартиевската ера. Значи
Која моќ ја држат, каде се во Македонија тие толку Еве ќе моќни бидам до хомосексуалци? крај ќе бидам хомофобичен. Ако во овој простор во Европа си припадник на таа заедница, тоа ти е за гарантиран успех. Сте го слушнали и тоа, сега да не се правиме не. Добро сме го слушнали, ама тоа не е точно. А не викам дека е точно него. Како се браните од тие? Ама знаете како? Тие кревки хомофобични срца се постојано под некоја наезда. Они се Страв. постојано нападнати, а они се удавени у собствените привилегии за кои што имаат волку свесност што значат нивните привилегии. Па кој пусти напад? Која е таа фантазматска параноја? Исто, тоа ми е истите оние стари досадни кои што ми е непријатно да ги слушам, веќе нити па да се смеам, тропи со сапунот во затворот или во војска. Со тоа дека хомосексуалците ќе се истепаат за најгрдите мажи сексуално да ги нападнат на некое место, као извини, али who the fuck do you think you are? Као зашто мислиш побогу дека некој е со тебе толку опседнат? Луѓето бараат да имаат еден базичен достоинствен живот кој што ќе бидат оставени на рад и да не мора да слушаат секој ден дека не се луѓе и дека нивниот живот е помалку вреден за живење. Ралф Шумекер се венчеше, така, го види тоа. А, не сум видел тоа, да, не сум. Луѓето сега пише. Затоа велам, има некој напредок. Порано беше срамата спортисти успешни да се кажат дека се. Не види. Ама тоа е Така на глобално ниво. Малку да гледаме некои позитивно сега, Ама не. несомнено е дека на глобално, не можеме ние да споредиме. Како тоа успешен фудбалер да биде тоа? Ние не можеме таа слика да ја споредиме со 10 години, не со 30 години дека има напредок. Меѓутоа последниве години имате опасен беклеш кој што се случува. Ради Трамп. Онака им даде ветер у леџа. Еве сега Таа се фашистичка ситат, будала. ако им ја нема од каде се финансира, Трамп им ги скрати фондовите и тоа е присутно. Ама Швајцарија, тука Европска унија, па Не, тоа не се најде никој кој што тоа ќе го реши. што ќе го покрие? Ама знаете што е најсмешно што ми е во таа ситуација? Ама тоа не е само ваш проблем, тоа е проблем и на другите кои се бават со демократија, невладениот сектор кои се прогресивни. Најсмешното е дека не е само на невладиниот. Ако вие ги видите процентите, например, на USAID програмата, USAID која што го направи кратењето, Таму па имаше процентот здравство, имаше таа- образование, имаше... процентот таа програма на невладините, а па за нашите прашања е непостоечки, речиси незначителен. Успоредба со све оно што они го инвестираат во државна инфраструктура. Ајде сега нека ликуваат да видам како државата ќе ги надокнади. Суството колку има земено, а што има дадено? Градинки, болници, патишта, инфраструктури во општини, во градови. Кој ќе ги пополни сега тие дупки? На тоа се радуваат. Нека се радуваат во ред. Ќе видиме, ајде. Што е за радување? Вие како невладени сте барале од тие владини фондови, имаат и они нешто на невладини дава, знам дека Сдружение на новинарите еднаш па ги одби после нешто. Од нашата влада, Да. мислите? Мислам дека пред едно 6 години можеби зедовме само еден ситен грант тогаш, ама и не знам дали после функционираше, ама тоа беше нешто ситно еднаш. Димитров, ај уште ова да го... Овие теми ретко се зборуваат и морам така да бидам јас ригиден. Вие го бришете полот, за природата зборуваше нешто, објасни. А децата сами да се определуваат, па сега во Канада има, во Америка, вие обраќањето. Не мислиш дека тоа е многу нагло направено, дека неподготвено е општеството се уште, или мора така за да се направи сериозен отклон во таа Играш насока? адвокат на ѓаволот сега. Па мора да видам. Знаете како, првин, тука исто да една работа мора да расчистиме. Тој аргумента паника, морална паника во јавноста што Па ја се креираат, поврза како жените ќе трчат, мажите ќе се представат жени и атлетика, па ќе се измести се. Во суштина станува збор за страв и недоволно објаснет концепт. Тоа е како Трамповата паника околу спортистите, а при тоа во цела држава во која што воведуваат забраната постои само еден трансатлет. Ама тоа се направи дека готово, нели, нема да се знае веќе што и пропадна спортот, ќе ве молам. Аргументот и паниката, ова е важно. Во една со колеги бев во една држава. Ма каков цивилизацијски шок е Не, ова? вака, за некои луѓе влегуваат само едно веќе има за сите. И тоа е голем проблем. Како да не се подели Ма цивилизацијски шок е насекога во Кратово ќе се појави еден странец.
Тоа е за нив цивилизацијски шок, ќе ве молам. Па, не сте далеко, да. Али морам за ова да околу моралната паника дека во образованието се наметнува сега ова. Знаете што се наметнува во образованието? Се наметнува митот дека постои само маж и жена и дека мажите и жените не се еднакви и дека не постојат други луѓе кои што не се хетеросексуалци. Оваа борба да се избрише можноста да децата добијат информација. Никој нив во школа не ги учи дека треба утре да го сменат поло. Затоа мислам дека Никој нив во школа не ги учи дека утре треба да станат хомосексуалци. Меѓутоа, децата мора да бидат учени дека во природата имате сексуална и полова разновидност, дека во општеството имате сексуална и полова ама вака не се разновидност. објаснува како што сега Димитров збори. И вие имате биологија која што тоа може да им го објасни, имате историја која што може да им објасни, имате социологија кој што ќе им прекаже у различни општества и во различни историски периоди како функционирало. Имате еден куп научни дисциплини кои што тоа ќе опренат. И при тоа, пратете, не е ни само прашање дали вие децата ќе ги научите на демократски вредности. Прашање е дали ќе ги критичен ум, да. на критичен Пред ум се. е председно и последно, дали децата ќе ги научите Критички, да. со релевантна научна мисла. Бидејќи тоа се релевантни научни факти кои што треба да им ги споделите. И они нека одлучат. Меѓутоа, кој наметнува? Ние сме родова идеологија? Не. Родовата идеологија е бришењето што они го направија. На сите овие прашања од училиштата, од законите, од политиките. Па они избришаа упатство, човеку Божи, во кое што го избришаа целото упатство затоа што во упатството имаше можност психологот да документира ако некое дете било претепано поради тоа што е геј. Значи они одбиваат децата се тепани секојдневно, ни ги пријавуваат случаите. Пред 2 месеци ми дојде мајка на дете кое што го соблекле голо, му ги зелеа лиштата, му напишале над зидот во школото името и педерче и го буткаат низ двор. И они сакаат тоа никој да не го регистрира. Ако тоа го учи семејството, тоа. За кои Такво деца они семејство ги не ни заштитуваат? треба. Кои деца ги заштитуваат? Што ќе им кажат на тие родители што детето си го собраа тој ден така од школа? Кој шири идеологија? Па не е идеологија, тоа е тоталитарна логика, извинете. Ние сакаме да отвориме можности луѓето да слушнат повеќе информации, да дискутираат и да размислуваат, да сами дојдат низ диалог до некакво знаење. Они сакаат да дадат информација за која што ќе им кажат или ова го примате или сте мртви. Команда, наредба, да. Комисијата за заштита од дискриминација. Според мене таму треба слободно мислечки луѓе докажени на полето на демократијата. Последните имаше многу интересни таму. Ајде да не збориме за антикорупција, таму веќе е друга ситуација, ама и тука има проблеми кои луѓе се една од кандидатките отпадна влен затоа што е блиска нешто со образованието имаш. Не која што и немаше окей, испадна, повојна излезе сама си даде оставка. Да, околу изборот дали ве консултирате? А учествувате ли во тие јавни расправи? Дали кандидирате или се кандидираат од вашата земја? Ја, еве сега последниот пат имаше повторно кандидати од невладиниот сектор, имаше кандидатка од Сдруженијето млади правници, која што има години и години искуство во интересно е. областа. И на сметка на неа, која Корошчанец, мислам дека да. Да, така, на сметка на незиното искуство, собранието некаква чудна постапка за која што никој не дознава со време, Исмаил Синани. А тој е партискиот договор. Човек кој што сега ќе ви прочитам, во биографијата на тој кандидат не може да се идентификува никакво професионално искуство во областа од заштита од дискриминација. Ама избран е или е предложен? Веќе е избран, да. Они го усвоија комисијата. Сега ќе ви прочитам, тој е човекот што има давано следниви изјави. Феминизмот, оплодувањето на децата без адреса на таткото, промовирањето на сексуалната слобода и хомосексуализмот се вредности што ако ги оспори ще прогласуваат за антиевропски и антизападен еретик. Бидејќи беше слободен, оваа револуција веќе создава неголема збунетост кај човекот, бидејќи тој веќе не знаеше што сака од себе и другиот. Оваа духовна поматеност, заедно со слободата, ги донесе и дрогата, вирусот ХИВ, суицидалното однесување и без сомнеш првиот чекор кон распаѓањето на семејството. Осамен и тажен, но слободен да прави што сака со своето тело, човекот на оваа револуција у наводници зачекори во 21. век. Оваа револуција започната во Франција, беше сценарио што го изроди феминизмот,
А подоцна даде потеки на многу други изми што го поместија човекот од неговата природност и се уште се обидуваат повеќе. Ова е изборот на новиот член во Комисијата за заштита од дискриминација. Мислам дека повеќе не треба да дискутираме. Добро е што не ве прават и виновни за војната во Украина, за Иран, за... Сигурно нешто и таму ќе имаме некоја вина, само времето ќе покаже. Ќе дочекаш ли легализирање на LGBT на геј бракови или ќе мора во Словенија да одат во кој држави во Балканот? Хрватска има, Бугарија Хрватска, мислам. Словенија. Кај нас тоа Не. Во скоро време не. Барем ќе бидат догледно време на власт во Марод, нема да се случи во нивно време тоа со сигурно. посвојањето на децата и тоа викаат што има вие да се мешате у природните науки. Семејството први не е природа. Семејството е социјална институција. Тоа секој професор на прв час по социологија ќе ви го каже. Славчо Димитров, благодарам за разговорот. Се надевам дека многу луѓе им дадовме дополнителни информации, многу вознемиривме, Па добро. а многу ја охрабривме. Без вознемирување не се случува промена. Благодарам уште еднаш. Фала ти на поканата. Стадион. Емисија за вашата вистина. Го слушнете интервјуто со истражувачот и со активистот за човекови права Славчо Димитров. Беше доста интересно, доста динамично. Ме нарече Димитров адвокатот на ѓаволот. Ето е деликатноста на новинарската професија. Секојаш ние да бидеме виновни. И така веќе 35 години во оваа држава, во ова општество се поимаме. Ама ако тоа е добро, ако ништо не правиме, ако не провоцираме, ако не отвараме теми и дебати, тогаш никому нема да бидеме криви, никому нема да бидеме адвокати. Затоа што адвокат на ѓаволот може и од другата страна да ме наречат сега. И сигурно ќе ме наречат и од страната на црквата, која што беше доста жестоко третирана во ова интервју. Во секој случај, тоа е мојата работа, тоа е работата на Канал 77 и тоа треба да биде работата на сите медиуми и новинари. Да отвараме теми, дебати. Подобро да се зборува отколку да се војува. Продолжуваме со емисијата Стадион. Наш гостин Душан Томшич од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Господине Томшич, добар ден, како сте? Добар ден, одлично ви благодарам на поканата. Го слушнавте интервјуто, да почнеме со Исмаил Синани, новиот ваш колега, многу жестока критика има од LGBT заедницата. Како може човек без искуство во борбата за човекови права, човек кој што напротив има сосема спротивни ставови, ригидни, драстично поинакви од некој слободарски демократски ум, е избран за член на комисијата. Тој треба да спречува и да штити од дискриминација. Тој кој што во своите постови го прочита тој пост Димитров, повикува на нешто сосема поинако. Знаете, вака комисијата како тело независно, ние немаме можност или и законот не ни дозволува да учествуваме во гласањето на членовите на комисијата или да даваме свое мислење. Сепак членовите на комисијата ги бира собранието и претениците во собранието. Законот јасно ги наведува критериумите кои што треба одреден член кој што нели е кандидат да ги исполни. Така да јас тоа би го оставил на совеста на тие што гласале. Сепак не би сакал да коментирам одлуки кои што ги носи друго тело во кое што комисијата нема влијание. Ова може би повлекло понатаму да се зајакне системот на селекција на членовите во иднина. Значи, доколку би се правеле законски измени во законот, кој што би се усогласувал со директивите, може би требало во иднина сепак административната проверка за видот и степенот на искуството кој што го имате, да не ви дозволи да идете понатаму. Тоа го налагаат во директивите на селекцијата. Европската унија. Па сепак стандардите за независност и компетентност. Прво се тргнува од биографијата, па после ќе има анкета, Точно интервјуа. така. Мислам дека јавно е тоа. Имаш интересни, добри кандидати. Например, Еве Ровчанец, ја знам. Така се согласувам, но сепак одлуката за Политичарите. изборот ја носат да претениците. Па зарем и во оваа самото комисија треба да биде партиски плен, партиски пазар? Па не би требало и затоа и ние се бориме за нашата независност. Значи, колку се покомпетентни членовите и стручната служба во телото, толку нашата независност ќе биде поголема и нема да бидеме под влијание на, нели, надворешни влијанија пред се за одредени предмети, особено на осетливи теми како што се. Еве вакви теми кои ќе дојдат Синани,
Тебе кочике. Па сега не Ако му знаеме, даете- уште не сме седнале и не сме се виделе, јас него ни познавам лично, мислам така да не знам и не би сакал да коментирам, така да тоа е тоа. Одлуката е на собранието, ние немаме никаква моќ да влијаеме нели на одлуките на претениците. Како влие овој нов тренд на суверенизам, на враќање на традицијата, го слушнавте и Димитров? Тренд кој што мене ми изненади и кај младите, вие правите и вие истражувања, анализи, и кај младите создава се поголема, јас мислам дека е обртно, таа дигитална Z нова генерација, па и алфа, тие се послободомни, испадна сосема спротивно, влие на нив оваа општа атмосфера во светот, тоа геополитичко превирање. Зголемен е процентот на хомофобија, на трансфобија, се повеќе патриархални стануваат, за разлика од нашата генерација која што беше многу понапредна, и да не зборувам уште 60-70 години хипи генерација. Точно не се овие истражувања што ви кажува Па Димитров. така е, точно се мислам, вие може да го видите наративот и на големите лидери на светската сцена, значи кога вие изнесувате нели антиродови ставови, нели промовирате нешто сосема друго што е различно од демократските вредности, тој наратив секако се пресликува и во нашата држава. Гледаме дека десницата, па и уште повеќе ултрадесницата почнува да доминира, што не е добро и се создаваат режими и системи кои што не ги застапуваат човековите права. Ние дури гледаме и во средствата кои што се доделуваат веќе за овие прашања дека се намалени од страна на меѓународните донатори, што укажува на фактот дека нели оваа тема и човековите права некако потајно се потиснуваат и доминацијата на антиродовите говорења во јавноста, нели и промовирање на она што е сосема спротивно на човековите права, го слушаат и младите, така да младите учат од возрастните, тие не се учат самите себе си, тоа што ние ќе им го пренесеме како вредности, тоа тие и понатаму нели ќе го Да, ма ќе го интернетот е промовираат слобода, слободна територија. Испадна дека овие радикални структури, тие анахрони структури подобро се снаоѓаат со интернетот. Промовирајќи, пуштајќи најразлични рилсови, влажни дезинформации, фейк ньюс, дипфейк фотографии, тие успеваат да се наметнат Па да, наместо точно. демократските вредности кај младата популација. Па јас се согласувам дека се поагресивни, дека и во наративот се поагресивни и повеќе напаѓаат, сепак луѓето кои што имаат демократски принципи, сметам дека не си дозволуваат толку агресивно да настапуваат кон другата личност, баш од причина што треба да ги почитуваат и различните ставови и различните вредности. Значи вие на никого не може да му забраните во што ќе верува. Тоа да бидеме најасно, но сепак треба тоа да биде во една мирна атмосфера, да си го искажете својот став без да го навредувате или вознемирувате другиот кој што има различни ставови од вас. Така да секој има право да си го каже својот став и своето мислење, и едната и другата страна, но сепак тоа треба да биде во принципите нели на хуманост, почитување на човекови права, дека ние сме сите исти луѓе на планетава, сите треба да уживаме исти права без разлика на ставовите кои што ги имаме. Можеме и сите ние имаме различни ставови кон различни прашања, но сепак тоа не смее да доведе до чувство на вознемиреност кај другата страна, па поттикнување на насилство, дури и насилство, и тоа е недозволиво. Добро, има една интересно прашање. Кој е одговорот на ова прашање? Правите ли анализи што пише во тие европски извештаи, анализи? Европа сепак е на многу повисоко ниво во поглед на човековите права, посебно на овие права. Зошто се посладки тие теми за младите? Зошто се поатрактивни? Зошто полесно се инфилтрираат во нивните глави, во нивните ставови? Овие се, како што рековте, подефанзивни, не се толку гласни? Или Знаете, сега. ако имате еве едноставниот пример што го кажа и дискутантот пред мене, ако вие го менувате законот за основно образование, ако ги тргате основите како што се родов идентитет, така и родовите прашања од наставата, таму е местото каде што вие треба да ги учите децата на демократските вредности. Значи убаво и кажа Он каже информации, не да ги учиме да станат педери, да станат тоа, туку да гледаме дека има различитости. Така Тоа е да учат суштината за на различности. образованието, за да они самите критичен ум се Така е. постават така и да си заземат став. Значи воопшто тие основи кои што беа во законот не значат дека децата ќе треба да учат да станат нели различни, и мислам да станат геи или така. Туку баш да научат да почитуваат и да знаат дека има
различни во светот и дека сите тие имаат исти права и дека треба да ги почитуваат тие права без разлика нели како се чувствувате. Со тргањето на тие основи вие давате порака дека тоа веќе не е тема и најлошо е што нели како што кажа и упатството за пријавување на насилство одстранети се тие делови, така да вие ако имате насилство во училиштето по таа основа, мислам зошто го тргате. Воопшто немаше причина да се тргна кога беше веќе во законот неколку години и на никој тоа штета не му направи, така да ова е само еден показател дека еве покажуваме каде е местото нели на таа заедница. Леле, кажа еден пример, вие сте слушнали за тоа? Еве како што потпишувате меморандуми сега со ЗЛС, можеби меморандуми за соработка треба да потпишете и со ХЕРА, со Маргини, со тие коалиции кои што се бават со заштита на Ние имаме потпишани меморандуми со коалицијата за заштита од дискриминација, имавме и неколку состаноци, имавме и состаноци со жени од маргинализирани групи, ги слушаме нивните потреби. Проблемот е што како што нели кажуваат и истражувањата дека ЛГБТ популацијата поради незината социјална дистанца, страф од јасно изразување на својот идентитет, се однесува баш на тоа дека ќе се изложат уште повеќе на ризик од вознемирување, дури и насилство, бидејќи невербата во институциите дека нешто доколку пријават ќе се промени, го носи ова прашање ниско на агендата. Кажа еден пример, Димитров. Дете кое што мајка го пријавила кај нив, го соблекле голо, го сликале, пишеле педерче таму. Дали тоа стигнало до институција? Не, кај нас не е пријавен тој случај, но сепак тој случај директорот по закон и по подзаконски акти мора да го пријави во МВР. Таму веќе станува збор за вознемирување и за насилство кое што мора да биде соодветно процесуирано. Сега веќе видовме дека и Министерството за образование и наука има иницијатива за такви видови насилство да се казнуваат и родителите. Бидејќи не е проблемот само во децата, проблемот и во родителите кои што нели не успеале да ги научат своите деца на демократски вредности, дека не можат никога на таков начин да вознемируваат. Сметам дека ова е случај кој што треба да биде пријавен, не знам дали е пријавен, докај нас не е, но сепак соодветните институции доколку е вистина треба да постапуваат. Исто така Димитров спомена дека несразмерност на представките кои што стигнуваат до нив и кај вас. Пак е тука во прашање стравот и недовербата на вас, не и веруваат, на нивните не е дека само на нас не ни веруваат, односно невладиниот сектор им веруваат. Кажат 90 и нешто представки има кај нив, а само 4 или 5. Да, ма не е тоа толку недоверба во комисијата. Комисијата понатаму постапува кон државните институции кои што ја сториле дискриминацијата. Тие не веруваат дека со постапката која што ќе се поведе пред државните институции, дека државните институции ќе имаат сенс да променат својата практика или било кој друг во државата, баш од причина што 89% од во државата нели не ги одобруваат ЛГБТ заедниците, не одобруваат истополови бракови, дека висок е процентот нели на хомофобија во државата и од тие причини смета дека доколку пријават нешто дека тоа нема да биде решено, дека само уште повеќе ќе бидат изложени на ризик, поготово во помалите средини каде што нели сите се познаваат, каде што неретки се случаите понатаму да бидат изложени и на насилство. Скопје Прајд оваа година ќе биде на 20 јуни под слоганот "Сите нека знаат". Организаторите велат дека со слоганот сакаат да се спротистават на тишината што ни се сервира како услов за безбедност и прифаќање, како и на замолчувањето што го добиваме како одговор на нашите барања и протести. Сите нека знаат е порака против системското бришење и истиснување на ЛГБТ плюс луѓето од јавниот сектор, културата и колективната меморија. Со овој слоган јасно порачуваме дека постоиме, тука сме и одбиваме да се смалуваме за да бидеме прифатени. Ние сме дел од семејствата, пријателствата, работните места и секојдневниот живот на ова општество. Собирањето на учесниците ќе започне после 18 часот кај фонтаната во Градски парк, а маршот ќе започне во 19 часот. Поворката ќе се движи по булеварот Тилинден, улицата Рузвелтова, булеварите Партизански одреди и ВМРО, како и по улицата Димитрije Чуповски со завршница во Жена парк Борец. Ке
Треба и вие да се појавите таму. Да, ние учествуваме на Синари мислам новиот член, ќе размисли. Сега не знам, да, но сепак 10 пати пред да се појави, да. го поддржуваме ние настанот, особено слоганот сите нека знаат, бидејќи стварно видливост и препознавањето на ЛГБТ заедницата треба да биде на повисоко ниво и ние како партнери со граѓанските организации секако сакаме да учествуваме во заштитата и на нивните права и во овозможување на нови права кои што во моментот не можат да ги реализираат. Значи не би рекол системското бришење, туку истиснувањето на ЛГБТ луѓето од јавниот простор. Еве видовме дека во културата не се доделени средства, дека при апликација на грантови на овие здруженија нема државно финансирање, едноставно ги става во нееднаква положба со сите други здруженија кои што работат на промовирање на било какви други права или заштита на средина и така натаму и така натаму. Значи сметам дека заеднички сите овие организации, како државни, така и недржавни, кои што работат на заштита на човековите права, треба заеднички да настапат, се со цел да се зголеми видливоста и да се стави повисоко на агендата ова прашање. Имаме коментари, значи слушатели не можеме да вклучуваме, не заради тоа што не сакаме, туку испада некој технички проблем, но можете прашање да пишувате на нашата Facebook страница или на YouTube радио мрежа канал 77. Имаме, например, од Јовановски, свесени си дека со непуштањето на слушатели ја губиш слушаноста, замисли стадион се вика емисијата, а не дозволуваш публиката да коментира и да се јавува. Злоупотребуваш име стадион, смени го името на емисијата. Денеска е интересно, стадион нема да го смениме. Стадион има врска со фудбал, ама пред се има со политика, со општество, со култура, со социологија. Фудбалот е интересен сега. Еве ќе ви кажам, порано беше, не знам како да кажам, шок беше некој од спортот, они се гладиатори, мачо, некој да каже дека е припадник на ЛГБТ, дека е геј, дека е лесбека. Сега во последно време се случува и тоа. Еве, например, завчера се венча, откако се остави со сопругата, братот на Михаел Шумахер, Ралф Шумахер, се венчаше со својот партнер, геј. Значи, тоа е геј брак. Во Германија е дозволено, мислам дека во поголем дел од земјите во Европската унија е дозволено. Кај нас на Балканот само во Словенија мислам дека тоа е дозволено. Дека за фудбалот, ако зборуваме, вчера започна светското првенство, завчера. Ако можеш да го прашаш гостинот, е веќе на Facebook не стигнуваат прашања. Слушам дека е доста паметен, да ми одговори од гледна точка на родител и од гледна точка на неговата организација. Јас како регистриран наркоман, алкохоличар и коцкар планирам да организирам парада на моите пороци, дали ќе ја оправда и поддржи. Јас прво ќе одговорам, јас би поддржал, меѓутоа во насока на преземање мерки за третирање на тие луѓе за да се откажат од тие пороци. Така е. Проблемот е на насоката, он и хомосексуалноста ја смета како порок. Тоа му ја знам, јас се сакат паметни да се прават. Поели? Да, секако дека доколку му е невозможен пристап до соодветна здравствена или социјална заштита, дека борбата за тие права секако дека би ја поддржали, инаку сето останато мислам дека не би го коментирал. Има интересен пристап кој што како контраодговор на тие дека не е природно, мислам дека Димитров го објаснуваше тоа. Бракот е социјална димензија, не е природна димензија. Тие кои што контрираат на дебатата и одбивањето да се овозможи посујување на деца од страна на геј или хомосексуални или лесбо брачни заедници, дали е подобро детето да живее во сиромаштија, отколку да го прифати некој семејство кое што ќе се грижи за него, некоја брачна заедница која што е геј брачна заедница и така натаму. И една друга работа која што другата страна и ја спомнува цело време дека хомосексуалноста е болест или не знам што. Еве го контраодговорот на тоа тие што го зборуваат.
ако е болест, ако е генетика, што таа брашна заедница која што е геј ќе го претвори детето во геј, ќе го зарази, што? Мислам, тоа се тешки. Значи од истражувањата процентуално многу се мали примерите каде што деца кои растеле во геј заедници понатаму продолжиле нели по тој пат. Јас сум имал шанса да зборам нели со експерти од земји каде што е признаена геј заедницата и каде што е дозволено посвојувањето на деца. Тие укажуваат нели на сосема спротивното, дека тие растат во сосема нормална средина, посетуваат добри училишта и баш беше тоа прашањето, дали во вашата држава каде што има голем процент на занемарување на родителското право, особено кај дечињата припадници на одредени етнички заедници каде што ги гледаме на улиците дека просат, питачат, понатаму легуваат во криминални дејанија и завршуваат по затворите, отколку нели да бидат посвоени и да има обезбедено соодветно родителско право од нели лица кои што посоодветно би се грижеле за нив. Тоа беше едниот нејзин аргумент. Она што е исто второ дискутабилно околу геј браковите не е само посвојувањето на децата и бракот. Она што е нерегулирањето на имотно правните прашања. Значи во обичен нормален брак помеѓу маж и жена, кога ќе се разведете или кога ќе почине партнерот, вие имате при развод поделба нели на имотот стекнат пола, се што е стекнато во брак нели иде на двата партнери, или доколку починете, го имате наследното право на имотот на партнерот. Кај овие групи на луѓе, кај нас како е регулирано? Кај нас не е регулирано, значи доколку живеат заедно, тие не можат да го реализираат ова право на ваков начин. Кој ќе претендира нивните роднини? Па било кој понатака, но ако живеат партнерски, ако се создаваат заедно, тие никако понатаму не можат во судска постапка ово има да го поделат на начин како што тоа би го направиле венчаните бракови помеѓу мажите и жените. Значи или пристапот до здравствени услуги, социјални, не се зборува само бидејќи наративот постојано е насочен кон дали може да се венчаат, дали може да посвојат деца, но сепак постојат многу други права како што ги наведов овие, кои што овие лица не може да ги реализираат, и тоа е проблемот. Не се само наративите кои што сакаат антиродовите движења да ги насочат и да створат една лоша перцепција кон овие луѓе. Се работи стварно за реализација на основни човекови права кои што сите ние ги уживаме, овие лица не може да ги реализираат. Дали имаме обратна насока од тие кои што се најголеми противници на оваа популација, на нивните ставови, на нивното живење како такви, од црквата, дали имат представки од другата страна, кај вас во? Немаме представки од тој вид, но сепак сметам дека секој без разлика... Или тие се поширока, подоминантна, поголема заедница и тие не се чувствуваат точно, да, и они се подоминантни во градење на ставовите на луѓето кои што живеат во нашата држава, така да црквата е доста доминантна и со своите наративи, нели, се повеќе и повеќе луѓе веруваат во црквата. Не се пожелил никој на верска основа кај вас дека е нешто? Не, има жалби дискриминиран, верска дека... основа, етничка основа доминираат тие представки, но сепак не се однесуваат буквално кон ЛГБТ или обратно популацијата. Значи се однесуваат на пристап до добри услуги, до пристап до работа, на тако, мислам, не се однесуваат баш на тема. Дека на некој му е ограничено верското живење, има такви представки? Не. Нема. Тука сме чисти, да. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Кратка историја, колку време постои? Што имате сработено до сега? Затоа што ако направите една анкета, за жал, на најголем дел од луѓето ќе им текне на поранешниот председател Даштевски, кој што му даде потврда на поранешниот премиер Груевски дека е дискриминиран, дека правишно не е третиран од судот и така натаму и тоа го искористи Груевски за да побегне и побара азил во Унгарија. Па добро, сега оваа комисија во овој состав и по овој закон работи од законот е донесен 2020-2021 комисијата, нели, согласно новиот закон и сите овие основи во законот и области кои што се дадени, мандат на комисијата многу се разликува од таа комисија.
Таа комисија претходно работеше во адхок состав со членови кои што адхок носеа мислења. Сега Тие не беа вработени така. не беа вработени така, сега е професионализирана комисијата, значи вие професионално си ја работите работата, не е поврзана со други дејности кои што може да ги обавувате, значи мора да работите само за комисијата и за предмети на комисијата. Од тога јас би зборела за 25-та конкретно комисијата работеше на 599 предмети, од кои 599 предмети. 559 предмети имаме, да, и имаме секоја година зголемување за околу 10 до 15% на поднесени представки до комисијата, што значи дека постоењето на комисијата, незината видливост расте, но би кажал дека и свесноста на луѓето за заштита на нивните права расте, бидејќи со кампањите кои што се спроведуваат, со говорењето вака и на вакви емисии, посета на училишта, посета на општини, јавни настапи, сметам дека свеста кај луѓето за пријавување кон комисијата се зголемува и случаи на утврдени дискриминации каде што некои од луѓето не верувале дека може да се случат такви постапки, исто така се пренесува во јавноста и луѓето се повеќе се охрабруваат за тие постапки, нели да поднесуваат представки. Можам да кажам дека доминира областа работа и работни односи. Од сите поднесени представки до комисијата, околу 50% од представките се во делот на работата и работните односи, во делот на основата доминира националната и етничката припадност, понатаму друга основа, политичко уверување, имаме доста лично својство, образование, пол, род, здравствена состојба, попреченост и така натаму. Можеме да кажеме дека комисијата поведува и постапки и по службена должност, по допрен глас. Како обвинителството. Ако слушате да, нешто, ако слушнеме, ние отвараме постапки, отворивме постапка при анонимна пријава за како статус имате инспекциски, можете да влезете, да побарате, точно по закон, да посетите. Така по закон, институција. ние се обраќаме до институциите кои што се потенцијален дискриминатор, тие имаат рок нели да ни одговорат на представката, доколку одговорот не може да утврдиме дали станува збор за дискриминација. Имаме надлежност да вршиме надзор на лице место, значи надзорот по закон мора да биде дозволен и мора да не бидат дадени сите документи кои што се однесуваат на конкретниот случај врз основа на поднесокот и на добиеното известување, изјаснување од страна на потенцијалниот дискриминатор, увидот на лице место, комисијата со консензусна седница носи заклучок, има член известител кој што го води предметот, значи предметите се распоредуваат по членовите рандом, значи нешто слично на судовите, не може да бирате област или основ кој што ќе ви припадне како член, туку работите на сите основи, на сите области, се распоредуваат подеднакво на секој член на комисија, секој член на комисијата има со него стручен работник правник кој што му помага нели во правната анализа на случаите. Ние анализираме исто така судска пракса на граѓанските судови во Македонија, но при решавање на предметите се гледа и европската и меѓународната пракса на Судот за човекови права, на телата на ЮН, така ги поврзуваме и предметите некогаш со конвенциите кои што ги потпишала нашата држава, а кои што соодветно не се пресликани во законите. Така да некогаш комисијата кога носи мислења излегува и од законската рамка која што го третира случајот, но сепак ги посетувате и судовите и судиите ги прашувате или? Не, Има за судска дискриминација исто. Објавени судски предмети, нели? Ама дали има и за судска дискриминација представки? Па имало и против судовите, така имало и представки против судовите, пред се во пристапот до вработување имавме представки. Еве ова за Груевски е од заради судовите. Заради судовите, да. Имаше и поранешната јавна обвинителка Ленче, имаше исто предмет за дискриминација до комисијата, така да има позитивно одговорите исто како на Груевски. Не позитивна беше дискриминацијата за нееднаква судска пракса, и така да. Кои се вашите надлежности? Прекршечно казнувате, можете кривични пријави да пуштате или понатаму обврзани се вашите предмети ако има кривичен
статус некој да ги превземаат обвинителствата, така? Да, ние согласно закон носиме препораки кои што им даваме рок од 30 дена до максимум 6 месеци за исполнување на препораките согласно тежината на препораката која што издаваме. Ако е некоја препорака што може брзо да се реши, даваме пократки рокови. Доколку е потребно законски измени кои што знаеме дека не може одма да се направат за 30 дена, даваме подолги рокови за да може институцијата да постапи. Доколку не постапи, ги третирате и законите ако се дискриминаторски настроени. Да, даваме бидат, насоки да се измени членот, да им даваме. Се случило ли тоа да сега? Го прифатили во парламентот? Да, се случило во Законот за јавно обвинителска служба еднашка, каде што се усогласи на годината за одење во пензија со Законот за работни односи и еднашка со Министерство за правда бевме таму на директни разговори со кабинетот на министерот, каде што баравме да се смени Законот за нотаријат за да не се потпишуваат сведоци при нотарски заверки за лицата кои што имаат оштетување на видот. Така да има случај кога ќе им објасните на државните институции дека таа одредба создава дискриминаторска практика, можеби некогаш и од незнаење ја менуваат. Но се случува и да не слушаат и да не се случува ништо. Во тие случаи ние можеме да упатиме прекршок до судот за прекршоци, каде што се има парични казни кон институцијата која што не постапува и во прекршочна постапка да си докажува органот дали исполнил или не исполнил. Одговорното лице има ли казни? За одговорното лице има за физичко и за правно лице. За одговорното лице мислам дека не. Она што е исто добро што еве сега комисијата беше заедно учествуваше во тужба против државата со Хелсиншки комитет за жените земјоделки и за Законот за здравствено осигурување, каде што судот одлучи позитивно и донесе мислење против државата дека ги дискриминира индивидуалните земјоделки во пристапот до здравствено осигурување. Така да дојде една тужба од јавен интерес, каде што комисијата беше партнер со Хелсиншкиот комитет, со адвокат, и во граѓанска постапка успеа да ја добие оваа пресуда. Сега ќе видиме понатаму дали оваа пресуда ќе биде обжалена или државата, владата, собранието нели ќе направат измени на Законот за здравствено осигурување. Имаме коментар тука на новиот член Синани, не е лошо да му рандом случајно да му дадете некоја представка од Хера, од Маргини, од квир заедницата, од LGBT заедницата, таква некоја представка, па да видиме како тој ќе... Па кажав рандом сега, доколку стигне до него. Димитров спомена дека има проблем со системската евиденција на наследство, на дискриминација на тие работи. Тоа Точно, како има ли комисијата- централизирано, се обидувате ли нешто да направите, за да може централизирано тоа кај вас се да доаѓа? Немаме, ние имаме Затоа наша... што имаме и други институции кои што исто представки добиваат. Така, ама нема централизирана база. Во еден минат проект пред година-две се развија индикатори за дискриминација. Тие индикатори понатаму сега да се надеваме во перспектива дека со Заводот за статистика ќе се договориме на некаков начин тие да се собираат системски и врз основа на тие индикатори да се увидат состојбите поготово со интерсекцијската и системската дискриминација. Ние на ниво на комисија имаме база на податоци, но само за примени предмети кај нас пријави како се решени пол, род, етничка припадност, можеме такви сегрегирани податоци да вадиме, но податоци системски државни, како што велите вие од сите институции кои што би се А тоа слевале беше на едно забелешката место, на Димитров, да. да, ќе треба тоа да се види со Заводот за статистика, тие да ги расчленуваат тие податоци на таков начин и да собираат податоци врз основа на индикаторите кои што веќе се развиени. Ние имавме веќе колешка наша состанок со Завод за статистика. Тие се расположени да влезат во една ваква приказка и во спроведување на оваа активност која што многу ќе помогне во согледување на состојбите поврзани со заштита на човековите права и со оние системски дискриминации, да видиме каде што се случува и каде што треба нели да се поправи, бидејќи политиката треба да се носи базирана на докази, не на... Томчич, анонимни
Представки има за да луѓето се охрабрат, се заштитат. Има и анонимни представки, да, може да и представки да бидат и под опрен глас, доколку некој дојави дека нешто некаде се случува, ние можеме да го провериме тоа, доколку има индиции дека таквото нешто се случува, комисијата носи... Значи, да не сака некој да пријави, да има проблеми во некое семејство, е случајот со убиството на убиството на мислам, убиството на насилство и не е предмет на работа на комисијата, но сепак Ама како превенција, ако пријавил некој, вие ќе треба да постапите за мајката и детето што се фрли. така, ние би требало да постапиме, доколку не е дискриминација, ние ги препраќаме предметите до соодветните институции кои што имаат мандат да постапат по тоа прашање. Ама тоа е проблемот при фрлење ингеренции. МВР, судството, социјалните служби и на крајот резултатот не е Боже. Точно, но сепак комисијата во вакви постапки, законот кога е насилство се знае каде се пријава. Се пријава МВР, обвинителство, Центар за социјална работа. Начинот како? Може на сајтот кај вас, на телефон, лично да дојдат? Да, има неколку начини. Едната е со физички да дојдете во просториите на комисијата. Тоа е улица Дама Груев број 1, позади собрание, да си поднесете пријава во присуство на стручно лице кое што може да ви помогне во поднесокот, но ние имаме канцеларија само во Скопје и тоа е проблем за луѓето кои што живеат надвор од главниот град. Немате како народниот правобранител? Немаме канцеларии. Вториот начин е имаме онлайн пријава, значи на страната на КСЗД www.kszd.mk, каде што можете електронски да ја поднесете пријавата, да ја пополните и да стигне кај нас поднесокот. Имаме направено QR кодови, тие ги доставивме до Министерство за социјална политика, демографија, млади, здравство и образование, соодветни количини за да ги достават до образовните институции, до ЦСР, до здравствените. Не знам во кој обем се залепени на вратите, можам да кажам дека на клиника имам приметено дека има QR кодови. Директно со телефон можеш да... Со телефон да скенирате да дојдете до електронската пријава и можете на мејлот на комисијата исто така да го опишете случајот, па еден стручен работник од комисијата ќе ве контактира, ќе ви објасни како да пополните пријава. Телефонска линија имате? Имаме и телефонска линија, телефонот е објавен на веб страната на комисијата, така да сега сакаме со ЗЕЛС подпишаме вчера меморандум за соработка, веќе имаме најави од неколку меѓународни партнери во поддршка на соработката со локалните самоуправи, таму има Да отворите локални канцеларии? Не, сакаме да ги искористиме оние локални тела за кои што постојат по разни основи, за родова еднаквост. Аха, и со нив да видиме, да направиме мапирање во кои општини постојат, колку се активни, кои членови, кои председава со тие тела и да пристапиме во контакт со нив. И да може преку нив представки да се... Точно, да се одржуваат обуки, заеднички состаноци, да им објасниме какви се начините да пријавите и да видиме како можеме заеднички да пристапиме со народниот правобранител. Со народниот правобранител. Они имаат канцеларии. Они имаат имате канцеларии. сродни. Да, соработуваме со колегата кој што работи на полето на дискриминација директно, значи имаме и телефонски јавувања и по предмети, но сепак се уште не сме имале официјална средба со новиот народен правобранител. Оставаме време да се докомплетираат, тие треба да изберат и заменици правобранители, знаеме дека недостасуваат многу заменици по регионите, така да прво да кажеме консолидираат, но сепак нашата заедничка соработка во иднина би била од поголемо значење пред се за граѓаните, бидејќи заеднички кога би настапиле, тоа би имало поголем ефект. Томшич, втора година од имплементацијата на проектот Виолет за јакнување на борбата против сексуалното вознемирување на работното место. Така е. Кратко да брифирате. Ова е... Има ли пријави за сексуално вознемирување на работното место, сексуал харажман, како се вика тоа? Има пријави до кај нас, овој проект... Мобинг исто тука. Да, кажав дека 52% од пријавите се во делот на работни односи и голем дел од нив и се вознемирување. Она што проектот Вајалет, тоа е дел од програмата ЦЕРФ на Европската унија, во кој што Македонија со уште 6 земји членки на Европската унија учествува во реализација на проектот. Ке се прави испитување на 1000 испитаници кои што работат во основните и средните училишта во нашата држава. Ке се спроведе прашалник кој што е усогласен со сите овие други 6 членки, ке се испитаат ставовите и праксата на училиштата, дали има случаи на сексуално вознемирување, дали се препознава. И врз основа на ова истражување понатаму ќе се спроведе една кампања и со училиштата ќе се спроведат превентивни активности, едукации. Веќе ги имаме добиено вработените од сите училишта благодарејќи на соработката со МОН.
можам да кажам дека не излегува во пресред. Детектирани се 25 училишта во сите региони во државата. Во моментот селектираме агенција која што ќе го прави ова теренско истражување и се надеваме дека на 1 јули до кај 15 додека се наставниците уште на работа, нема ученици, ќе ја започнеме оваа анкета, ако не ја стигнеме до 15 јули, ќе продолжиме од 15 август до 1 септември и се надеваме дека во октомври дека ќе излеземе со првичните резултати. Во рамки на овој проект досега направивме, мислам, лице ангажирано, експерт во делот на трудово право, анализи на судската пракса во нашата држава, на она што е достапно. Имаше и средби со неколку суди. Сега во месец јули ќе се одржи исто така еднодневна работилница со нив, за да се види дали има судска пракса, од она што досега го добиваме и да нема пријавувања, така да сметаме дека во овој дел може многу повеќе да се направи, но се пред се да се подигне свеста, да се препознае што е сексуално вознемирување и што е сексуално насилство понатак. По службена должност против Министерството за спорт и Одбојкарската федерација Македонија. Што е тоа? Тоа беше финален куп. Борко Ристовски? Да, беше финален куп на Одбојкарската федерација и за машки и за женски. Кај женските победи женскиот одбојкарски клуб Вардар, кај машките мислам Штип. Убеда Штип, да. На прославата и после тоа беа примени од страна на Министерството и беше кажано дека на машката одбојкарски клуб ќе им бидат доделени 1 милион денари награда, на женските 500.000 денари за ист спортски успех, едноставно. Така да имавме анонимни пријави од луѓе кои што кажаа дека тоа не е добро и дека е создадена дискриминација по основ на пол, род. Зошто на женските кои што исто играле... Машкиот 1 милион, а како беше? Да, и ние 500.000 женскиот. Започнавме постапка по службена должност, комисијата донесе одлука, но од Министерството за спорт ни дадоа произнесување дека таква награда не е определена и воопшто не се доделени средства и исплатени средства на... И се повика на Ролан Гарос и таму се буна тенисерките. Они си имаат помал фонд, имаат од мажите. Не се исплатени средствата воопшто, така да нема случај. Нема случај. Прашањето е сега, да, нема одлука, не се доделени средства, Одбојкарската федерација исто вика дека не се доделени средства, така да доколку се доделат во иднина, јас се надевам дека би требало да бидат еднакви средства. Студентите против дискриминацијата, што црта на оваа изложба? Во Остен што ја отворивте? Тоа беше... Што беа фокусирани? 25 постери. Да, одлична иницијатива, тоа е во рамките на проект Владење на правото од ЕУ, во соработка со Европскиот универзитет, Факултетот за арт и дизајн, 25 студенти во нивните завршни трудови направија уметнички дела поврзани со дискриминација, имаше разни области, разни основи и беа селектирани најдобрите 25, се случи изложба во галеријата Остен, каде што беа презентирани, беше многу убав настан. Што црта најчесто? Па најчесто црта полова, родова еднаквост, пристапност, така да мислам дека одлични беа. Тие сега добивме од сите тие примероци, истите овие фотографии се поставени во службените простори на комисијата. Во вторник имаме закажано настан со проектот, ќе идеме кај студентите, ќе им се доделат вредносни ваучери за трудот кој што тие го дадоа во насока на промоција на еднаквоста и заштита на човековите права. Се надеваме дека со истиот факултет до година комисијата ќе успее да обезбеди буџет, но и да вклучиме и други факултети, тоа да стане една помасовна активност, бидејќи една слика 1000 зборови, стварно имаше многу добри плакати за еднаков пристап до работа, значи дека компетенциите треба да ви го дадат работното место, не тоа кој сте и што сте. Постапка по службена должност против фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Тука за неколку станари. Пензионерски дом, да, постапката по службена должност исто така е подопрен глас. Комисијата одлучи да отвори постапка во пензионерскиот дом во Аеродром. Има неколку корисници кои што имаат оттежнато движење, се движат со помош на ортопедски помагала, инвалидски колички. Зградата е непристапна, има решение кои што го даваат и самите станари. Комисијата беше на увид, поточно и јас лично отидов, ја утврдивме состојбата и мислам дека со многу ниски средства може да се реши проблемот од задната зграда, од задниот влез на зградата. Она што е друго проблематично таму
има маркет кој што има ставено столпчиња за да не влегуваат возила, и од другата страна една приватна зграда има ставено исто столпчиња каде што исто не може да пристапите со кола, со возило до влезот на пензионерскиот дом. Така во случај да се случи некоја непогода, пожар, да треба да дојде да пристапи брза помош, погребални услуги бидејќи се работи за возрастни лица, оно е возможено. Значи исто така општината тука треба да види како тие столпчиња се ставени таму, да ги отстрани, и секако за таков вид на институција дека мора да има таков пристап, бидејќи тие луѓе во случај, еве да кажеме, на пожар не можат брзо да се евакуираат. Да. А не може да дојде противпожар. Општа препорака за заштита од дискриминација на жените поради бременост, раѓање и мајчинство во работните односи. Така е трендот. Има на работа, не ги примаат ако не. Па имаше случаи, пишуваа медиумите. Има повеќе случаи. Едното е при постапката за вработување да ве праша дали сте мажена, дали планирате да се реализирате како родител. Ако кажете да, нема да бидете селектирани, а има и втор случај кој што е доста, еве да кажеме, симптоматичен, е со договорите на определено време. Значи, тие ако забремени, не е определено. Ако забремени, не го продолжуваат работата. Кога ќе соопшти кај работодавачот дека веќе е бремена жената, или дека планира бременост, или дека планира инвитро постапка, има случај, веднаш и се прекинува договорот или не се продолжува по истекот на времето на договорот, со образложение дека е времен, но понатаму не се гледа целиот контекст. На истото работно место веднаш се вработува друго лице со истите работни задачи, значи не е дека потребата е од економски или бизнис причини, па нели ние не ни треба веќе работното место, и затоа донесовме општа препорака, бидејќи овој тренд се зголемува. Може да кажеме дека бројот на представки доста драстично расте на жените во областа на работни односи. Значи ако во 23 имало 22% вкупен број представки жени, во 24 тие порастале на 44, во 25 на 62%. И анализирајќи го трендот се одлучивме да ја донесеме оваа општа препорака, и понатаму се надеваме ќе застапуваме. Сега знаеме дека се во најава носење на нов закон за работни односи, да видиме како може во овие времени договори да се зголеми заштитата на жените кои што планираат мајчинство, бременост и така натаму и така натаму. За ромите, дали доминантни се во дискриминацијата? Па етничката припадност е доминантна. Порано, па и сега сум прочитал такви примери да не го селектираат за работа. Точно, имаше случај каде што лица од ромска етничка не ги пуштаат во ресторани. Се пријави на јавен оглас, кога отишле, кога го виделе визуелно, нели, рекле случај тоа место не може, пополнето е. Веднаш лицето се вратило дома, се јавило телефонски, му кажува да имаме отворено место, нели, се представил во друго име. Така да тоа е класичен пример на дискриминација. Има пристап до услуги од угостителството, да кажеме, влез во кафеани, базени, ресторани. Имаме зголемен број на представки за сегрегација на ромите во наставата, значи се прават сегрегирани чисто ромски паралелки. За да не се мешаат. Да, но тоа не е само вина, да кажеме, на училиштата, тука и општините со реонизацијата. Значи родителите кои што се од другите етнички заедници ги запишуваат децата во други училишта, вадат адреси на нотар дека се под наем во друг стан, или дека детето живее кај бабата, и ги тргаат од овие училишта каде што учат ромите, и тоа се дозволува, нели, преќутно од страна на само на ромите им се случува, или има на пример во некои ресторани албанци не може да влезат, македонци во албански. Па има и од други етнички заедници, да, имавме во Кочани од турската заедница. Не ги пушта. Така да има примери такви, но тоа е тоа. Голем е проблемот со сегрегацијата, тоа го кажав, на ромите, домувањето секако. Во 17 општини имате уште гета, сегрегирани населби кои што немаат никаков пристап до вода, до основна инфраструктура, немаат каде да ги извршат своите обични физиолошки потреби, хигиена. Ние упативме исто општа препорака кон сите овие општини и кон владата, и апелиравме дел од средствата од унгарскиот заем
да се одвои барем 1% за овие населби, барем да се урбанизираат, да влезат во дуповите на општините, за да можат понатаму и овие лица да легализираат, но и да се гради инфраструктура, бидејќи вие сега ако не сте дел од дупот, не може ни водовод да пристапи да изгради цевка, ама симптоматично е што елитните населби каде што се градат викендички за друга категорија на граѓани многу брзо влегуваат во дуповите. Додека овие населби никако не може да влезат и тука има системска дискриминација која што се случува 30 години. Вие не може 30 години да гледате без разлика кој е на власт дека до вас живеат луѓе кои што живеат во екстремно нехумани услови и да не го решавате тоа. Имало ли затоа што некој е геј или лесбека да има проблеми со вработување? Представки сте имале така? Од таква не, најповеќе представки за ЛГБТ заедницата се во делот на вознемирување на социјалните медиуми. Аха. Така да тој јавен простор се користи да јавно се шиканираат, нели се обезвреднуваат, се оцрнуваат, ги прикажуваат, не знам, со несоодветни зборови, можам да кажам, но секако мислам дека еве сега имавме состанок каде што трансродово лице во кафич одбиле да го послужат, му рекле ти не си женско, нема што тебе да те послужуваме, не знам, со некаков таков наратив. Има такви примери, едноставно. Има Сашко, некој се пишува, оваа комисија е големо разрешување за мене од институциите што треба да ги штитат човековите права. 2 пати поднесов представка со факти, документи и аргументи за случај во кој 16 пати ми беше невозможен влез во собствената татковина. 2 пати добив одговор дека дискриминација нема. Тогаш се поставува прашањето, ако ова не е доволно сериозно за комисијата, да го разгледа како можна дискриминација, тогаш што воопшто е тоа. Најлесно е да се објавуваат соопштенија, да се зборува за еднаквост и човекови права и да се држат говори. Вистинскиот тест е кога пред вас ќе застане граѓанин со конкретен случај. Тогаш се гледа дали институцијата на вистина исполнува својата улога или само формално постои. За жал, моето искуство не ми дава причина за доверба. Остава впечаток на институција која не успева да ја препознае дискриминацијата, дури кога е детално објаснета и подкрепена со факти. За ваков случај знаете? Сега не можам конкретно да кажам да овој случај сега битни се причините зашто не е дозволен влезот во државата. Сега ако е многу е битно зошто не слобода на движење, основно човекови права. Слобода на движење, сега има и законски пречки некогаш вие да излезете и влезете во определена држава. Не би сакала да го коментирам случајот, не знам во моментот за што станува збор, но сепак се надевам на стручноста на комисијата и на стручната служба дека соодветно е оценет. А еве, може ли да му кажеме повторно нека поднесе кај вас представка па да се запознаете или да подсети? Може да пише на мејлот на комисијата за кој случај станува збор. Јас еве од понеделник ќе видам кој е тој предмет и да видам зашто станови, соодветно му вратиме електронски зошто или е донесена таа одлука како таква. Со ова да завршиме. Бугарите се жалат и порано имаше многу представки оваа година, како поминавте во извештајот? Па мислам дека е намален бројот на лицата од бугарската етничка. Се жалат на дискриминација? Па се жалат обично кога некој ќе пренесе, да кажеме, некои објавени историски факти. Имаше неколку здруженија кои што порано постојано реагираат. Еве ќе ви кажам од 21 до 26 има поднесено вкупно 77 представки од бугарската национална припадност. 62 представки се поднесени од страна на здруженија на граѓани како правни лица, 15 од физички. Во 11 случаи се утврдила дискриминација, во 29 случаи не се утврдила, 34 се отфрлени представки. Она што ни се случува, например, да кажеме, последниот случај е дека Европската Унија објавила извештај во кој што наведува дека Бугарија не ги исполнува пресудите од Страсбур. Тоа соодветна личност го има пренесено на Facebook, како Facebook статус профил и добиваме представка дека бугарската национална етничка заедница се чувствувала вознемирена. Имаме, например, некој кој ќе пренесе историски факти дека фашисти, тогашната бугарска влада била дел од фашистичка
од силите на Да, мислам дека Оската. доминираат тие такви представки околу вознемирување кое што се случува на социјалните медиуми. Ние онаму каде што се работи за историски факти не навлегуваме воопшто во расправа, бидејќи историјата на историчарите, ние тука не би сакале да судиме. Томшич, има ли некој богат, некој моќен што се жалал ке вас или они срамота е да се пожалат? Политичар има некој што Има. пратил представка, зашто? Да, имало. Не му даваат да зборува у парламентот, партијата му го трга на страна. На Зашто? председателските избори имаше представка од господин Пендаровски и од актуелната председателка едни против други за наратив кој што се служеше во кампањата. Понатаму комисијата водеше представка против поранешен министер за одбрана, министер за финансии, пратеник, така да имаме ние постапки кон видни политичари во државата. И затоа е многу битно комисијата да успее да стекне својата независност, да добие независно трошење на буџетските средства, за да Колку вработени пари има да е? ние не, имаме само 34% исполнетост на систематизацијата, 17 вработени, средствата што ни се дадоа не се на ниво на ребаланс од минатата година, кои што воопшто не се доволни да комисијата ги исполнува сите надлежности дадени со законот. Во делението за превенција имаме само едно лице, немаме возило, немаме доволно средства за патни. Како да заклучам? Имам впечаток дека многу од институциите во изминатите години по техничка некоја динамика се праве за да се исполнат некои формалности на патот кон Европската Унија. Знам такви комисии кои што ќе ја направиме, ама нека стои така, номинално сме го исполниле тоа барање. И со вас веројатно така беше мислам дека формирањето, дали сега може полека да зборуваме за впечаток дека го заслужувате вашето постоење и дека се борите. Тоа може би до крај ќе треба како впечаток да го изградиме кој ќе почне да им пречите на луѓето, кој ќе почнат да зборуваат за политичарите, не на луѓето, кој ќе почне да зборуваат зошто постојат, зошто трошат пари овие држави, ништо не работат, тогаш треба. Така е, но сепак и пристапот. Затоа што има веќе дебата, многу институции има, а дискриминацијата расте. Дали се дуплираат некои? Дали треба еден централен механизам да има? Па не би рекол дека се дуплираат. Сметам дека комисијата работи доста профилирано само на дискриминација и дека нашата видливост расте и дека вербата во институцијата расте, она што треба државата и кое што е услов за влез во Европската Унија и дел од кластерот 1 во делот на фундаментални права е да се обезбеди независност на овие тела. Исто и во акцијскиот план за малцинства ние сме ставени дека до 28 нели ќе ни се зајакне капацитетот, ќе обезбедиме финансиска независност. Треба да се соодветно имплементираат двете директиви кои што се однесуваат на телата за еднаквост на ниво на ЕУ. Се надеваме дека државата ќе успее на овој европски пат да изгради една сосема независна институција која што ќе може сосема независно, стручно и компетентно да одговара на представките, но и да работи пред се, уште многу поважно, на подигнување на свести и на превенцијата, бидејќи комисијата и согласно препораките на Еквинет е од едно реактивно тело кое што само ќе работи на жалби нели и на представки по дискриминација, ќе треба да прерасне во едно тело кое што многу проактивно ќе работи со јавноста, ќе работи со образовниот систем, ќе работи децата, со предлог измени на закони, аналитика, извештаи, превентивни активности кои што секако би ја менувале свеста на граѓаните во делот на човекови права. Во регионот работувате со некои бугарите имаат ваква институција, имаат. Работувате ли со нив? Има ли македонци кои што се жалат ке нив? Има представки ке нас има бугари? Не знам, но сепак регионот добро. Да прашате. Да. Регионот добро се работува, имаме одлична соработка со сите тела од регионот, имаме годишни состаноци со нив, мејл комуникации, така да сметам дека тој дел е прилично добар. Душан Томшич, Комисија за спречување и заштита од дискриминација. Слушавте Стадион, претходно имавте можда да го слушнете интервјуто со Славчо Димитров, истражувач и активист за човекови права. Потсетувам, меѓу другото, денеска темата беше и Скопје Прајд. Сите нека знаат, на 20 јуни во Скопје. Пријатно и до слушање до наредната сабота во истото време. Не, се извинувам, наредната сабота ќе имаме пауза. Малку и јас ќе се потрудам да одморам. Стадион, емисија за вашата вистина.